На родители на деца со аутизам им се нуди третирање на аутизмот и ветување за негово исчезнување со помош на пиење на варова вода, метелинско сино и хипохлорид, а исто така имале понуда и со третирање со матични клетки во други земји, потврди за Канал 5 професорот од катедрата за дефектологија Владимир Трајковски. Тој со објаснување дека овој начин на третирање е опасен и родителите да не подлегнуваат. Може, особено со варовата вода или со хипохлоритот, кој што е страшен антиоксиданс, може да дојде до тешки нарушувања во смисол на корозија на хранопроводот, корозија на желудникот, дури и до перфорација на желудникот. Значи, сето тоа се средства, метиленско сино, да речеме, се користи во стоматологија. И третманот со матични клетки воопшто не е пожелен. Кај децата и лицата со аутизам се даваат по 20.000 евра, слушам, од одредени родители. Луѓе губат огромни куќи продаваат, а ефектот е речиси никаков. Најважно за луѓето со аутизам е тие да имаат системско образование. Само на тој начин ќе може да има подобро вклучување во системот. Една од активностите е физичката активност за време на часовите по физичко воспитување. Со таа цел дефектолозите со едукација кај наставниците по физичко воспитување, каде во оделението има дете со аутизам. Некое дете со аутизам може да добие напад на предизвикувачко однесување и навистина да знаат како да постапат, да го тргнат со шатор во темна подзатворена просторија, не толку бучна, да имаат слушалки да ги стават на децата за да се намали таа. Обично доста од децата патат и од таа хиперакузија или пречувствителност кон силни звуци. Во Македонија се уште нема регистар за луѓе со аутизам. За професорот Трајковски, важно е да има регистар за луѓето со оваа состојба, со цел да има подобра стратегија во целиот начин на образование.